Почитувани, ја поздравувам одлуката на антикорупционерите за отварањето на повеќе случаи со сомнеш и основ за корупција во владата на СДСМ и укажуваме дека ќе ги следиме нивните истраги и каде треба дополнително ќе сугерираме за целосно расчистување на истите случаи. Денеска сакаме да нотираме уште еден спорен процес за концесијата за 3 хидроцентрали на вице-премиерот од владата на СДСМ Кочо Анѓушев. Имено да подсетиме дека Кочо Анѓушев ја поседува фирмата МХ Тополки преку фирмата Фероинвест, а управител на истата е неговиот брат Тодор Анѓушев. МХ Тополки добила концесија од владата за изградба на 3 хидроцентрали, кои требало да ги изградат во рок од 3 години согласно член 68 од договорот за концесија кој што бил потпишан. Почитувани, со нов анекс договор, потпишан од актуелниот министер на ЗАЕВ во владата, Садула Дураку, на вице-премиерот Кочо Анѓушев му се продолжува рокот за изградба за уште околу 2 години, заклучно крајот на 2019 година, бидејќи во првите 3 години нема ништо изградено. Не би било ништо тука спорно, освен ако не е уредено во првичниот договор кој го потпишала фирмата МХ Тополки со владата, каде што во член 68 пишува дека доколку не се изградат хидроцентралите во рок од 3 години, договорот се раскинува. Во овој случај, сомнежот е дека Кочо Анѓушев влијаел кај својот колега Садула Дураку да му се продолжи рокот за изградба на околу 5 години. Значи, од 3 години се продолжува уште за година и 7-8 месеци, скоро 5 години. Од она што може да се забележи во моментов, се уште ништо не е изградено согласно договорот за концесија. Па така ги повикуваме антикорупционерите да го истражат и овој спорен процес и случај. Очигледно, целиот процес околу концесијата на Тополки има многу сомнежи кои вредат и заслужуваат да се истражат и ние ќе ги следиме целите процеси на истраги и истрагите и секаде каде што треба ќе нотираме. Како што веќе рековме, очекуваме дека и за овој процес ќе биде отворен случај каде што ќе се дознае вистината како било влијаено да се продолжи рокот на изградба од 3 на 5 години. Благодарам.